Во ресторан Грација вчера вечер се одржа промоција на монографијата Грација, гордоста на Куманово, кралицата на угостителството, од примариус доктор Јордан Пачков. Авторот монографијата ја напишал по повод 20 годишното успешно обстојување на овој ресторан во Куманово. Во Грација можеш да дојдеш сам, но не можеш да бидеш осамен, затоа што таа го нуди гостопримството. Грација години наназад била инспиратор, организатор, партнер и поддржувач на многобројни културни, општествени, музички и спортски активности во градот и целиот регион, со што Стојчевски се профилира како културно-уметничка мецана и во пракса покажа како еден угостителски објект може 20 години да негува општествено одговорни практики, да стане паметник на историјата на Куманово и заштитник на традицијата во регионот. За да бидеш успешен угостител, секако треба посебен нерев. Но да го одржиш бизнисот 20 години, при тоа, надградувајќи го квалитетот и создавајќи бренд, тоа бара комплетна посветеност. И кога згора на тоа, ќе успееш тој објект да го претвориш во културен центар, кој широм ги отвора дрвените порти за срдечно добре дојде на сите значајни културни уметнички случувања во регионот, тогаш со целосно право можеш да се гордееш дека си успел и да создадеш институција. Се забележува на секоја страница од монографијата дека авторот вложил голем труд, дека е собиран голем материјал, дека се интервјуирани повеќе личности од разни области, кои што биле дел од Грација и кои што сите имаат прекрасни зборови за своите доживувања во овој објект. Песната ја создадовме заедно со Миле Барбаровски пред неколку години, го создадовме и тој спот, влеговме како дел, ете и ние, во историјата на Грација. Се надевам дека сите вие и уште многу други луѓе ќе имаат можност да ја прочитаат монографијата за Грација и да видат и да научат што се случувало во Куманово, но не само во Куманово, јас би рекол и во цела Македонија во изминатите 2 децении. Монографијата е пресек на тоа живење во тие години, затоа што Грација била центар на се што било значајно во овој град. Значи, кога ги гледав се фотографиите во монографијата, таму видов цел еден фотоалбум на мои пријатели и познајници и на видни луѓе кои не ги познавам, а кои биле поврзани со судбината и на Македонија, и на македонскиот народ, и на сите други народи што живеат кај нас. Значи, како гости на таа кафеана, што значи како учесници во таа состојба на духот, ги видов и светските амбасадори, тука беше фотографијата на Фуере, на Батлер, на наши видни кумановци, амбасадори, градоначалници, на наши министри низ различни влади, на уметници видни, што значи дека кафаната е навистина едно собиралиште на се што може да се нарече креативен потенцијал. Во тие собиралишта на умот на човештвото, од секогаш се споделувале најважните информации. Нема ниту еден уметнички проект, ниту еден спортски проект, нема ниту еден дури и политички проект, идеја или замисла која не е родена, ако не во кафана, тогаш барем дискутирана во неа. Покрај примарната дејност угостителство, Грација е спонзор, поддржувач и организатор на бројни културни настани со цел професионално дејствување. Се ова дава една гаранција дека нашиот преубав град Куманово има светла едина. Тоа ми е најбитно во моментот. Инаку монографија тоа сте сите вие тука и други кои се оправдано отсутни. Куманово има перспектива, вака сплотени, сите заедно можеме да успееме. Се обидувам да го отсликам сето она како амането татко ми кој што ми кажа: кажаното се заборава, напишаното останува вечност.
Почитувани, јас нема многу да должам, премногу зборувавме, многу е кажано. Она што сакав да го кажам и она што требаше да го кажам, го напишав во книгата. И затоа топло ви ја препорачувам да ја прочитате истата и едноставно да дадете своја критика. Градоначалникот Димитриевски го честиташе излегувањето на монографијата, посакувајќи да се надградуваат, одржувајќи го постигнатото. Ја истакна успешната соработка со овој угостителски објект во рамките на професионалните активности, која секогаш е на висина на задачата. Општина Куманово ќе продолжи со реализација на културни дејности и активности кои заеднички ќе бидат спроведени, потенцира Димитриевски.